Добар ден и од мене. Денеска во седма сила би сакал да говориме за една тема која се наметнува во овој предизборен период, а тоа е можноста за коалицирање и дали коалицијата води кон победа. Особено е интересна предизборните коалиции се важни, бидејќи се верува дека таа коалиција што ќе добие доволен број на гласови, веднаш ќе може да формира влада. Но да ги оставиме овие прашања за моите колеги Весна Велкова, Стојан Наумов и Ана Анастасовска. Весна, ти некои бројки ни подготви за денеска, низ пракса, да покажеме која е моќта на партиите, иако верувам дека генерално мислам дека имаш податоци за сите партии, како за добиваме. сите, да, како беа која е моќта на податоци, партиите така. и што можеме да очекуваме, колку овие бројки се важни кога се договара коалиција, кој со каква сила настапува за да може да абсорбира другата политичка партија. Така, бројките односно освоените гласови се многу важни затоа што тоа значи дека колку повеќе гласови, толку повеќе тежи самата политичка партија. Така да помалите партии мораат некако да се приклонат кон големите партии, затоа што еве на пример на овие последниве пред парламентарни избори што ги имавме, самата ВМРО тежеше 454.577 гласови. Таа во собранието изгуби околу 10 пратенички мандати, но бројката остана оваа што сега ја споменав. СДСМ 436.981 глас нели во детали, ДУИ кај албанските партии е исто многу интересно. ДУИ освои 86.796 гласови, БЕСА 57.868, после Алијансата 35.000, ДПА 30. Се на се албанските гласови, бројката и не е така мала, околу 210.000, ако ги ја земеме дека во претходните парламентарни избори учествуваше и малата партија ПДП, таа освои 2.100 гласови. Така да кога ќе се земат овие гласови, секако дека ќе се сака да се направи коалиција меѓу поголемите и помалите. Ако можам да дзидна во бројките, ДУ имала 87 скоро илјади, БЕСА 57, Алијансата 35. Но кај БЕСА дојде до едно до расцепување, да. Најмногу што се случи за време на локалните избори, оној момент кога требаше да се номинираат кандидати за градоначалници, тогаш БЕСА се на некои места они коалицираат двете партии, но тоа беше многу малку. Веројатно затоа Кавгата се повторно случи, да се искоалицира меѓу двете крила на поранешна БЕСА со алтернатива и Алијансата, бидејќи очигледно станува вкупен број на еднаков на бројот на ДУИ. Дури и повеќе. Дури и повеќе, да. Затоа се обидуваше Алијансата да ги собере сите овие гласови за да можат да ја победа ДУИ како што тие зборуваат. Стојан, важни се коалициите со албанците, она што сега се заговара, се претпоставува дека дали може да дојде до коалиција меѓу една македонска партија, вклучувајќи ги партиите на останатите етнички заедници, и една албанска партија што досега се нема случено. Дали е тоа можно и дали тоа носи кон победа? Па, можно. Можно е, зашто да не. Политиката како беше уметност на можното. Мислам, без никакви ризици, без никакви проблеми тоа може да се случи, меѓутоа заради не знам какви причини, некои дневни, политички, лични, некои атавизми кои што се уште тежат во оваа држава, политичарите, лидерите не се одлучуваат на тоа. Инаку, тоа е посакувана работа. Многу колеги, ние сме зборували уште многу поадамна, дека тоа може да го релаксира политичкиот живот. И меѓуетничкиот, генерално? Општо во државата. Затоа што веќе нема што не е видено, што може да се измисли на етничка основа, па за да биде конјунктурна, да биде употреблива, односно да има употребна вредност. Се разбира, во дадени кризни моменти секогаш тоа се наметнува како употребна значајна вредност. Меѓутоа, луѓето веќе се равнодушни или стануваат равнодушни на тие работи и мислам дека без никакви проблеми, ако се осмелат, може да се случи такво нешто. Знаеш, тоа се зборуваше уште од времето на Бучковски. Да, и ги заеб сега нешто најави. Се зборуваше дека заедничка, ако не, секаде барем во 6-та изборна единица требаше да има
заедничка листа. Сега се зборуваше, не малку ми изненадува, јас мислев дека Алијанси без полесно ќе направат коалиција и за дека Гаши и Алијансата направија полесно. И јас имав некои информации дека може би Гаши и СДСМ ќе играат на таа карта, во шеската, например. Гаши да биде носител, да биде неколку луѓе од таа партија да бидат во таа заедничка изборна листа во шестата изборна единица. Но ќе видиме сега како што стојат работите. Можно е такво едно инцидентно само за една изборна единица решение, но јас сепак не верувам дека ниту Заев, поготово не е Мицкоски, ќе преземат еден таков чекор за да направат нешто заедничко, а посакувам, би сакал тако нешто. Има и спротивни мислења дека се уште е рано, дека тоа нема да донесе многу ни за едните ни за другите таква коалиција. Иако Столе вели дека тоа би може да придонесе кон релаксација на политичките и меѓуетничките односи, но некои велат спротивно, тоа може да изгубат гласови едните и другите. Како е твојот став околу ова? Мојот став е токму тој. Значи, добро би било да се направи една таква заедничка коалиција. Мислам дека и Заев со самото тоа што на минатите избори имаше албанци на своите пратенички листи, на локалните избори имаше, видовме дека е добитна комбинација, дека може на некој начин да се реализира таква коалиција. Меѓутоа сметам дека во овој момент се уште нема реални шанси за такво нешто, дека гласачкото тело не е созреано за такво нешто. Иако се надевам дека на следните избори веќе би созреале за една мешана коалиција, македонски, албански партии. Мислиш дека треба уште малку време? Уште малку време. На тоа време, ако помине така, значи некој мора да работи во тоа време да се релаксираат тие односи, да не се сваќа дека е тоа нешто неприродно. Знаете знаеш Любиша, мене ми е многу непријатно кога во новинарските извештаи пишуваме албанска опозиција, македонска опозиција. Албанска владеачка партија, македонска владеја. Се добива впечаток како да државата ни е поделена и е поделена, кога веќе така функционираат партиите, а многу би било подобро кога би имале една владеачка коалиција и една опозиција. И тука да влезат и албански партии, македонски, од помалите етнички заедници. Весна, зошто, може би сум наивен, јас верувам дека не е ништо чудно дека доаѓа време и за такви коалиции, особено затоа што не гледам и толку голема разлика ако по изборите секојаш сме имале коалиција меѓу една албанска партија. Се воспостави едно такво правило, да. 10 години беше дуи со ВМРО ДПМН, беше пред тоа и со СДСМ, така што ако функционираш така, изборите се само предигра за добивање на таа власт. Така се воспостави тоа правило со Охридскиот рамковен договор. Ми се чини дека една албанска партија мора да биде во власта. Не мора, не е политички добро да има. Така, политички джентлменски договор, да. Се случи после Охридскиот рамковен договор, така да во ред е тоа да имаме, но мислам дека се уште нема гласачко тело, се уште, иако политичките партии и од македонскиот блок и од албанскиот блок веќе некако како да го избегнуваат националистичката реторика, но сепак мислам дека помалку играат на таа карта на еден дел од своето гласачко тело, така да мислам дека можеби ќе треба уште малку време да поработат сите да поработиме сите заедно за да се формираат такви коалициски блока како што речана. Многу е важно тоа што говориш. Ако вокабуларот се намалува, тоа создава услови да не бидат поделени граѓаните и да не го доживуваат дека тоа е нешто неприродно. Меѓутоа, ако тој период до тогаш до кога мислите дека наредните избори ќе биде можно да се случи, ако во истиот период ништо не се помрдне, ако ни партиите од албанскиот блок, ниту пак македонските партии не го намалат меѓуетничката тензија и обид за патриотизам или лажен национализам, тоаш вечно ќе постои таа дилема дали може да коалицират, иако живееме во едно општество. Така е, само што повторно те кажам, сигурно партиите со нивните аналитички штабови знаат многу повеќе во однос на таквите коалиции. Колку општеството наше е подготвено
да формира една таква коалиција пред избори. За сега не гледаме некои сигнали од нивните штабови дека се можни или дека понудиле меѓусебно такви коалиции, иако неодамна Заев рече дека разговара и со албанските политички партии за евентуално таков договор. Но еве сега, за сега не гледаме, а еве изборите и се ближат. Сепак треба, изгледа многу ќе треба тие меѓу внатрешни договори што ние новинарите не ги знаеме, ова министерство за ово и она министерство за друг, изгледа малку потешко оди. Сепак на крај сакаат да видат колку ќе тежат самите на после изборите, колку гласови ќе освојат, па победникот да ги распореди правично сите оние институции, министерски места што нели секој сака да влезе во них. Столе, тоа е, знае, вели, разговарам со албанските партии, ама не една партија. Овие неизвестности кој колку тежи, веројатно е одење по тенка жица со кого преговараш, дали другиот ќе знае дека преговараш со другиот и што ако одбереш губитничката страна од делот на албанските партии? Мислам дека таков потек кого да одбере нема да биде губитнички, затоа што не станува збор во бројки, да. Говорам за бројки. Бројките се може и релативни да бидат. Затоа што не станува збор за проблем кој што како пречка се појавува заради етнички, националистички причини, суетите на партиите. Јас колку ќе добијам, јас сум поголем. Тоа го има и кај албанските партии. Мислиш дека тоа е подоминантно во... Тоа е подоминантно. Инаку, во ваква една ситуација, во еден ваков летаргичен момент, која многу луѓе се разочарани од се живо, што почнува со П, политика, не може ништо друго, тоа работа. Ова може да биде прочитано како новост. Како нова понуда, без разлика што луѓето... Како добро нешто? Како нова понуда. Како трета опција, не знам. Затоа што без разлика што луѓето ќе бидат, можеби, тие се вртат, тие политички елити. Значи, како нова идеја, како нов бранд може да биде прочитано. Затоа што ќе се ограничи на краишта и тој маневарски простор за етнички националистички пристап, на тој етнички националистички корпус, кој што содржи и постапки, содржи и наратив, и говори, се. Затоа што ќе мора да внимава. Се обраќа на албанците, ама се обраќа и на македонците, заедничка листа имат. Земете ги листите за големите коалиции со помалите етнички заедници. Зашто да може ВМРО да прави листа само со помалите етнички заедници, зашто да не може со албанците? Тие беа стално на стало. Значи ти се обраќаш и на турците, се обраќаш и на малку е поспецифичен однос од македонци и албанци, секако, отколку македонци и турци. Ама тогаш ќе бидат многу повнимателни самите политичари кои што ќе бидат носители на листи или ќе бидат на тие листи, или носители на политичката кампања. Ана, велиме дека се говори сега моментално, можеби поради изјавата на Заев, дека тој преговара со представници на партиите на албанците. За ВМРО ДПМН не сме слушнале со кого претендира да преговара, иако се чини во еден период, моје мислење е дека сметајќи дека СДСМ е во коалиција со ДУИ, дека можеби тие ќе планираат повторно коалицирање, ако не по изборите, па како да во некои нивни експерти искажувања во дискурсот се обидува да се доближат до оваа друга политичка структура на албанците. Но и кај нив е отворена можноста. Ако за СДСМ може по-логично, имајќи предвид дека Заев и на последните избори отворено говореше за едно општество за сите, кај ВМРО ДПМН не излегува толку експлицитна понуда дека се подготвени, иако владеа 10 години се види. Како мислиш дека ВМРО ДПМН ќе се постави на овие избори? Со кого може да коалицира? Дали таму станува збор за предизборни или тие ќе почекаат да видат како ќе завршат изборите? Па мислам дека ВМРО таа опција за предизборна коалиција со албански партии не ја разгледав. Од причина што они уште се држат до на националистичка реторика, уште употребуваат термини патриоти, предавници, името не го давам и слично, значи они го хранат уште национализмот кај своето членство. Мислам дека посебно членството на ВМРО не е подготвено за такво нешто. После избори, да, ќе има пазарења, договарања кој со кого, меѓутоа се ќе зависи од тоа кој ќе добие во албанскиот политички блок. Како ќе се позиционираат после изборите,
ќе има коалиција. Значи Мицкоски ќе се договара ако претендира да ја освои власта, ако го освои повеќе пратеници. Мислам дека ќе биде отворен и за договарање и за попуштања. Меѓутоа пред избори не верувам. Добро, нека биде и по изборите. Очигледно тоа е по-традиционално коалицирање, без кое што влада тешко се формира, не може да постигне мнозинство. Не беше неуспешно коалицирањето на ВМРО-ДПМНЕ со ДУИ, но некои ситуации се променија. Се промени беше законот за јазици, на кој што ВМРО-ДПМНЕ стави голем отпор, имаше тогаш, нарекувајќи тиранска платформа и така натаму. Можеби во еден дел, според јавноста, затоа и пропадна на некој начин тоа коалиција, но постигнатото било која албанска партија ќе го испорача на било која македонска партија. Прашањето е која тоа ќе го како ќе процени дали им е важно да добидат во власт или ќе биде важно да останат на тврдите патриотски национални линии. Како ќе се испеглат тие разлики. Тоа е комплицира малку можноста да коалицира. Добро, кај нас обично праксата покажала дека други интереси ги водат. Други интереси, па сепак ги води интересот да дојдат на власт. Па сме имале попуштање од страна на ВМРО, долги години беа во коалиција со ДУИ. Па правеле отстапки во однос на барањата на ДУИ. Значи, нема да им биде прв пат да попуштат за некои работи само за да формираат влада. Столе, врти сучи 200.000 гласаха албанците, не се малку, но са наша новинарска проценка дека генерално, имајќи ги предвид последните избори, каде што ДУИ освои најмалку гласови во историјата на постоењето на оваа партија, покажува едно генерално незадоволство од граѓанството во ДУИ. Мисли дека тоа ќе продолжи, дека е време да се реформира партијата, да преземе други мерки за прочистување внатре, бидејќи за ДУИ изборот. Да, многу долго на власт, затоа што таа позиција ги отвара можностите на другите партии македонски дали да коалицираат со нејзе или не. Не само како бројки, него како политички багаж што го носат со себе за 18 години владење. Тама е многу јасно да не Али Ахмети ќе се растане тоа како културно-уметничко друштво. Да. Тоа е понудата. За жал, другите, јас мислев ќе бидат поинвентивни, покреативни и на таков начин ќе го напаѓаат ДУИ, ама тој анахронизам ги владее и тие противници на... Чи не излегува тој етнички шинел, нешто покреативни, да бидат технолошки, да бидат дигитални, не знам. На ДУИ на тој начин со национализам не можеш да му се спротивиш. Освен да предизвикаш нова војна, знаеш. И со Русија еден колега сега во Америка вели, ја не знам што би можело да се случи понатаму за да се промени водечката партија во албанскиот политички корпус. Вели, ПДП дојде ја наследи ДПА, многу по-агресивна наследички. ДПА ја наследи ДУИ. Се случи конфликт воен. Сега, што треба да се случи, што може да се случи за да ДУИ го наследи некој или го замени? Не дај Боже, ама заради тоа мислам дека, иако е доста падна, ДУИ се уште е мотор кај албанците заради Ахмети. И ако е паметен Ахмети, дел од тоа што некои албанци нема да гласат за Заев, заради тоа што им простуваше на ДУИ цело време. Ако е он паметен, може да му се закачи, затоа што албанците тоа не може да му го простат на Заев. А инаку многу по-омилен. Па тоа што се однесуваше многу учтиво со ДУИ, многу од луѓето од ДУИ во тие коруптивни... Но оние албанци кои не ја сакаат ДУИ. Па, да, ама тие се во голем број и тие можеби не сакаат да гласат за алијансата и за БЕС, ме разбираш. Но они немаат алтернатива. Алтернативата на претходните избори ја побара кај Заев. Не толку само заради етнички причини, туку и поради коруптивни причини, поради ДУИ, поради многу. Знаете, веќе, што мислите вие, дека е веќе помалите етнички заедници? Лидерот на турската некоја партија ги владее турците во Македонија, ги владее турските гласови. Па има 2-3 турски партии. Добро да мислите дека они се фикс или на влашката и сите власти за него ќе гласат, или на ромската и сите. Ема врска, луѓето мислам дека се многу
осознаени, многу по-цивилизирани и гласаат, барем на последните, не знам, 1-2 изборни циклуси, ако не беа под притисок, гласа од интерес или понуда интерес на кој интерес кој велам вработување, велам клиентелизам и некој кој што не зависи од тоа или нема да излезат на избори, или ако видат нешто интересно така лепршево, па да им го разбуди вниманието и ќе излезат ќе гласат. Така да премногу ние не знам драматизираме. Да, има причина. Порано беше стварно драматично времето. Меѓутоа сега нека не е прашањето дали драматизираме од политички аспект, од мерење на добивањето на власта. Значи, дали коалицирањето е предуслов за да се освои власта однапред, бидејќи имаше ситуации и последните избори беа такви, како се толкуваше во јавноста кој победил на изборите. Дали тој што освоил најмногу гласови или тој што формирал влада, тоа мнозинство, за да се избегне можноста добивање мандат, не добивање мандат, за да се избегне пребројување и поделување во табори, наметнуваме во последно време и медиумите тема, можно ли да се направи таква коалиција веднаш што бројките ќе донесат можност да го добие мандатот. Тоа е прашањето. Секако е битно, тој е широк. И гледам дека што повеќе партии се обединуваат, тоа е битка до последниот човек, значи да се променеш изборниот модел, тоа беше поинаку. Ќе зборувавме за други показатели. Сега е таква ситуацијата и тој коалиционен фронт е битен за резултатот. Особено што ги споменав овие помалите етнички заедници кои што поради тие клиентелистички, поради тие обврзувачки работи кои што во одреден, они се секогаш или се трудат, што е окей, природно да бидат со власта, поради сите тие работи, вкупно сите ако ги земете тие гласови се не помалку од 80.000. Тоа е многу битна бројка. Кој? До 8%? Значи, тие ако ги додадеш на било коалиција, на која коалиција од ова или од она страна, ромските, турските гласови, турците се трета етничка заедница, ромите се четврта. Така да не се тие воопшто небитни и не затоа што коалициониот капацитет пред изборите говори и за коалициониот капацитет после изборите, знаете. Ставови кај нас до душа се е тоа само наратив кој што се фрла во воздух, после изборите сите голтаат, само гледат гола власт да земат. Меѓутоа, мислам дека не е небитно тоа. Весна, говориме за партиски прагматизам или клиентелизам, нека биде. Сите сакаат да бидат во власта, особено помалите партии. Имаш ли некои бројки што го покажуваат тоа и дали предноста на оваа власт, тега СДСМ, како што беше претходно кога се приклонуваа кон ВМРО, правеше големи коалиции додека беше на власт, може да им донесат повеќе гласови на оваа коалиција на СДСМ со партиите што ќе се приклонат бидејќи е власт, дали во предност, сакам да кажам. Како покажуваат твоите бројки или твоите анализи? Да, коалицијските пазари, значи во македонското општество не се ништо ново. Еве последната коалиција меѓу овие партии ДУИ и СДСМ се случи за време на председателските избори, кога формира го поддржа Пендаровски кандидатот на сега пазарот каков бил. И тоа тука немаше директорски места, немаше министерски. Да, немаше, но сепак беше поддржан Стево Пендаровски и нели во јавноста веќе се знае дека Стево Пендаровски победил со гласовите на албанците. Сега ДУИ на последниве избори изгуби многу. Се очекува дека ја научила лекцијата. Се уште е многу силна во кај албанските гласачи, но како што веќе рековме, алијансата со алтернатива се обидува да направи нешто за примерно што зборувавме колку е можно да биде симната ДУИ од тронот. Според мене мислам дека и на овие избори ДУИ сепак ќе биде главниот играч за евентуална коалиција, така да колку е можна коалиција, рековме, во моментот мислам дека и не е можна. Но пречи ли на СДСМ тоа што ДУИ има хипотеки кај албанците? На СДСМ сигурно им пречи дека за секоја хипотека, зашто секоја хипотека има негативен одраз во јавност. Врз нив, да, тие се. Столевич рече дека има и негативни импликации врз самата СДСМ поради сите оние простувања што им се направени на ДУИ, не ги видовме ниту во еден судски случај или така натаму.
произлезени од бомбите. Ама знаете, ако влезат повторно во коалиција и повторно им тростат на некој начин, тоаш ќе се рефлектира тоа во кредибилитетот и на СДСМ. Да, но затоа може би ги немаме тие предизборни коалиции за време на парламентарните партии. Полесно е да се направат, каде што рековте, за време на председателски избори или во други опции, локални избори, отколку за парламентарните, каде што се освојува извршната власт. Уште едно прашање. Албанските партии, сторе спомена и гледам генерално во овие јавни дискурси се говори, при крај сме со дебатата. Таму нема леви и десни, таму нема големи разлики, барем ние не можеме да ги почувствуваме кои се разликите меѓу една и друга политичка опција кај албанците. Може би затоа и потешко да се одбере со кој ќе се коалицира од македонските политички партии и веројатно ќе наместо да се оди кон радикализам, ќе треба да го спуштат нивото на преговори, да се претворат во некоја релативно нормална граѓанско-етничка партија која што ќе обраќа внимание повеќе и на животниот стандард на албанците, а не само на знамето, химната, говорот и така натаму. Тоа што го можеби го заморуваат децениски целиот општествен простор овие партии. Па мислам според она што го говори Дуи дека помалку ја научила лекцијата затоа што нивната програма сега како што рекоа се темели на 5 точки. Меѓу тие 5 точки се токму и ова што рековте. Дури имаат една точка дека ќе се борат против иселувањето на младите од Македонија, не само за економски стандард или дури до таму одат, но никаде не спомнуваат знамиња, химна и така натаму. Добро. Нов вокабулар. Да. Благодарам што бевте гости во Седма сила. Тоа беше последното издание на по овој викенд, во оваа недела за Седма сила и брифинг. Пријатно и догледање.